Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски. Од 17 до 18 часот. Јас сум сепак Илковски. Поздрав до колешката моја што ми ја чита шпицата, ама не е страшна работа. Драги мои пријатели и пријателки, две теми денеска сакам да ги изделкам. Од политичкиот живот знаете дека сме цензурирани и не смееме да збориме за една или за друга страна. Треба некој неутрален марсијанец, венеријанец или плутонијанец да дојде па да може да збори. Инаку не смеам ни да кажам дека е цензурирано, не смеам да ја рачкам тетакате како и стои новиот брусхалтер кој го донесе другарка и од Куба, и за тоа не смеам да говорам, но денеска имаме две теми. Првата тема ќе биде Нобеловата награда која ја доби Боб Дилан за литература. Боб Дилан, ја нема да ви зборам, бидејќи сега моите еротизирано, ерективни, дневно ангажирани колеги кои сега одма ќе отворат Википедија, ја немам ништо пред мене отворено, освен Facebook профилот, да не побара некоја со големи биг бубис да не побара пријателство, бар ако не се задружиме, бар да гледам како поминала на летување, нели, како истоја тој малиот бикини од пред 2-3 години пред да пушти целулит и така натаму за златните придобивки на Facebook. Сите што глумиме, не, ја само пријателите, ово, наваму и тамо. А ја знам само дека само женски пријателки со големи шишки, нека убави коси, не, и кај забегавме со муабетов. Одиме од сексуалните перверзии на личната онанија во водите на уметноста и значи они ќе ви објаснуваат кога е роден, што јадел, кај јадел, свирел гитара, гедур, цердур, емол, демол и така натаму, небитна работа. Битно ја што сакам да ви кажам, а што моите колеги не можат да ви го кажат, затоа што нити го живееле. Знаете, ја не сум познавачот на Боб Дилан, ја не сум ни тоталниот музички новинар, иако се занимавам со музика, но ја сум растел со него. Тој е исто како сега да ми зборите, види, ја не можам да му бидам негов биограф, но ја сум растел. Тоа е исто као Перо комшијата или Аце братучед ми, затоа што ми е братучед. Ја мислиш, кој се прашувал дали го сакам или не го сакам, тоа ти е као од Марс да ти паднал и ти мора да си со него. Знаеш, пријателите ги бираш, роднини не го бираш. Боб Дилан не го бирав ја у животот. Не можев да го бирам Боб Дилан. Затоа што Боб Дилан беше дел од она движење светско од битничкото преку хипи, рок движењето во кое си разви собствен израз. Бидејќи ја го чувствував тоа движење, тој израз, го чувствував како мое лично, тоа е мојот фолклор. Ја не сум растел со зајди, иако ја знам, кожа ми се ежи, мое и така натаму. Ја сум растел со Stairway to Heaven, ја сум растел со Knock on Heaven's Door. И кој бе, не сум мислел во ниеден момент дали е тоа добро или не е добро. Дали го сакам или не го сакам, тоа е твое бе, брате. Кога сега да расправам за химната, дали е добро или не. Кога би бил некој објективен музички критичар од надвори, јас слушам сега оваа композиција и викам да, химната добро, овде впаѓа во ритам, овдека треба ова, овдека недостаток аранжмански има, ова е добро. Така би можел. За Боб Дилан ја не можам. Боб Дилан прво никогаш добро не пеел. Тој е најголемиот фалшер у живот. Он фалшира исто колку Џими Пејдж со гитара. Да, он греши у студио кod Џими Пејдж. Џими Пејдж наснимува 30 пати гитара и греши. Ама тоа е добро. И тоа што го прави жив човек, интересно и добро и го направи. Нели? Некој ќе се покаже себе си со врвна техника, оперско пеење, Фреди Меркюри, кој ќе му ја викнеше Bismillah, baby, let you go, let me go! Но има некој кој ќе Man gave name to all the animals in the beginning, long time ago. И кој ќе ви ја пуштам се оваа песна, он мора да ја сними 79-та година, Slow Train Coming, он мора да има и хорско пеење позади, пратечки вокали, дуплекси, затоа што фалшира, бе, брате.
фалшира, ама зато е добар. Тоа е исто као да кажеш, види, Том Вејц нема голем диапазон во својот вокал. What the fuck are you talking about? Така што светот го потресе веста. Јас се извинувам на Алек Русјаков, кој како поет ми се спротистави на оваа идеја да поддржи, он не го смета за добар, нити квалитетен, нити заслужен, но добро. Поетите се суетни, поетите се само бендисани во она што они го читаат, они го сакаат, они го слушаат. Сепак да го исклучуваш рок-н-ролот и од поезијата е како да велиш дека е сексот добар без пенетрација. Here, cheers. Што поминал човекот во својот живот? Па ја ќе ви кажам, и се осеќам сега како Драган Б.С. Костич, и ја ќе ви кажам дека во 1940 интересна работа што иако се работи за жива легенда, многу чудно човече. Мене ми е многу жал што доби Нобелова награда, она што ми недостасува е што немаше повеќе филмски улоги. Дали вие сте виделе неколку филмови кои ги има он снимено? Како фантастичен лик е Боб Дилан која ќе се појави. Каква појава е. Како се, значи, на вистина крај. Ептен фаца, ептен му стои и сето она, знаеш, малце беше чудно кога во тоа време на рок-н-рол, каде што рок-н-ролот се обидуваа сите да се покажат со врвни своји техники во време на Джими Хендрикс, маестрален гитариста, Дженис Джоплин, белото циганче или жената која пееше блуз подобро од што многумина црнци во тоа време. Но чуден човек, многу скромен, прескромен за неговото значење. Кога на Вудсток излегуваа сите со појачало од 5 милиарди вати Маршали, HH, PVA и слични и Фендери да звучат гласно, да звучат моќно, виртуозно, излезе на столче, седна на Knock, on the heavens door. Дали е уште ако е затнат, го фатило настинка, уште подобро звучи. Уште ако е зарипнат, перфектно. Том Вејц не би ни постоел денеска да не беше Боб Дилан, затоа што Боб Дилан го трасира патот на зарипнатиот глас, на фалшот, на недоискажаното. Но тоа покажува и не е на крајот на криштата и важна формата, суштината. Боб Дилан, уште за својот живот како копилј, неговите песни станаа химни и сите ги пееја. Лед Цепелин идат на турнеја негдека 6, 7, 8, 9 во самиот почеток, станаа многу славни уште по првиот албум во Соединетите држави. Вика, седиме во една продавница за музички плочи и подпишуваме албуми и доаѓа една жена и вика, добар ден, се извинувам, постара жена, господја, и бидејќи ја гледаме, за разлика од овие млади тинејџери, тинејџерки и така натаму, малце повеќе даваш внимание, бидејќи ти импонира што една особа во години, во една конзервативна Америка во тоа време, ти доаѓа со албумот во раце да го подпишеш. И ние, четворицата, секако господјо повелете, вика, ве молам, ако може за синчето мое да ми подпишете албумов, го слушнав, ми се допаѓа, знам дека ќе му се допадне и нему. Ау, како не, господјо, ова е жива вистина. Остите ме што ве карикирам и што јадам бурек, ама ова е жива вистина. И го подпишуваат албумот и викаат, може ли да го посветиме? Да, ве молам, посветете го. На кого да го посветам? На моето синче Боб Дилан. За Боб Дил... Кој е Боб Дилан? Па Боб Дилан. Музичарот Боб Дилан свири со гитара. Вика, унесо спаднавме, вика. Затоа што уште во тоа време, кон средината, конкретно на 60-тите, он е веќе жива легенда, да не збориме понатаму. Така што Боб Дилан е многу повеќе од рок фигура. Додека ги слушавме неговите песни, ни беше дел од таа бунтовна генерација која се залагаше за мир. Не како Џон Ленон, Give Peace a Chance, дајте му намочањето шанса, туку
туку со една ангажирана, интересна поезија која едноставно беше одраз на времето на една огромна генерација. Никој во тоа време нити веруваше, нити ја согледуваше рок музиката и текстовите дека ќе станат поезија со вистински уметнички вредности. Нормално, вистинските поети и поетските критичари, они бегаат од ова, бидејќи они никогаш не слушале рок музика, ниту почитувале, они биле книшки молци, обично искомплексирани души со честни исклучоци, а тоа лесно кој заклучите кога видовте со Гиш кој беше додека ја бев со Алек и така натаму, празни луѓе кои нели кога ќе нашкрабаат 2-3 збора, никој не ги разбира, но ти мора тоа да не го разбирам, тоа мора да е уметност, знаеш, ово она, а така едни испразни луѓе. Сепак with all due respect, се знае што е добра поезија. Човек што не го проучил во својот живот Елиот, не може да говори за поезија исто како тоа да не ја знаеш ни азбуката, а зборуваш за литература. Боб Дилан остави неизбришлива трага уште пред десетици години. Стана жива легенда. И да престанам да јадам бурек, ајде да му дадеме малку почит на Боб Дилан. Зборев пред малку за албумот кој можеби му е еден од поиспродуцираните, постокмените, покомуникативните, затоа што он знаеше да влезе клјанке со гитарчето, напиши си поезија и така натаму. Slow Train Coming е албум кој излезе во исто време кога излезе и The Wall на Pink Floyd, и тие два албума ги купи во исто време. И беше навистина како сега да се чувствувам во својата детска сова и го ставам плочата на грамофонот и кога ми почнува оној малце на реге, кога тоа регето кога првпат се појави и тој оној реге даб ритам кога се дури и он го донесе. Ќе го чуете тој Rhodes пиано и басот каде што он со оркестарот и ќе ви почне со библиската тема. Човекот им даде имиња на сите животни. Men gave the names to all the animals. Ете, драги мои пријатели и пријателки, како втора сепак ја слушнавте Men Gave the Names of the Animal, што се бројки, што се бројки. Animals на албумот на Боб Дилан, Slow Train Coming. И сега уште малце за оваа приказна, мојата совест е повторно тука, додека јас зборев, отидем да купи вода и бурек, и бидејќи ја више не конзумирам, но тоа го прави мојата совест, и што највише ме боли, што подобро изгледа од мене. Ја не јадам бурек, ја јадам ментален бурек. Тоа се начини на гледање. Тоа е агол на гледање. Ма не, пак стварно подобро изгледа. Повисок си, позгоден си, по тебе женски се вртат, по мене не. Не, види, тоа е затоа што ти може степенот на зафатување. Значи, јас се вртам по женски и тоа веројатно е систем на повик. Јас сепак да го поздравам сето тоа, како твоја совест, да го поздравам сето тоа што го правиш. Па тефтерот на план, па што сум завршил, што не сум завршил. И тоа е една море од информации кај што ти подсвесно ги лепиш убавите работи. Еве, на пример, немаме пример во моментот. Не, па добре, има пример, ама треба многу да збориме. Гледај како е осветлена зградата спроти нас. Пола е темна, пола е светла. И сега некој може да ја гледа од сончевата, некој од сенката. Не, ја гледаш холистички, во целост. Па да. Значи овој контраст, ова златно црно, ја дава целата убавина. Така и јас. Така да, заедно со тебе има некако, но бидејќи се одвоивме дефинитивно, ти рече да види, беше малку. Да, мораше самостојно како совест моја веќе да почнеш да екзистираш. Така што. Но би сакал само уште 2-3 работи да завршам. Како совест те оставам вака, уживај во етеричните простори. Јас сум ти тука, да. Да. Кога треба убаци ми се. Во 90-тите години кога работевме интензивно на проектот на промоција на музиката на Анастасија, кој донесе вистинска ренесанса во музиката на Македонија и една нова свест дека овде ке има вредностни корени со неверојатни длабочини и височини. Нивниот менаџер во тоа време дојде со еден предлог, Иво Јанковски,
дојде со еден предлог во 103-ка, ние пилиштари тогаш, и ни вика, слушайте деца вака, многу сте влијателни сега, најслушани сте, имам предлог еден, ека Македонија уште повеќе да испромовираме, не, како што ја испромовира пред дождот, како што ја испромовира Анастасија, имам еден добар предлог, а тоа е да му доделиме, значи зборам 95-96 година, да му доделиме златен венец за животно дело на Струшките вечери на поезијата на Боб Дилан. Ќе го донесеме овде со хеликоптери, ќе дојдат BBC, CNN, тоа ќе биде цел свет, ќе пренесува веста, а Дилан да го донесе штука, само да се слика, само да овакво, ќе биде голема работа. Почнавме кампања, нормално, апсолутно никаков ефект немаше. Пред неколку години повторно се видов... Не сака приказната луѓе или не сака да дадат поддршка? Ќе ти кажам што е моje мислење. Пред неколку години разговарав повторно со некој да ја заживееме оваа идеја. Во меѓувреме станав популарен и на телевизија, уште повлијателен и запознав многу политичари. Сватив дека во животот, ако сакаш некоја позитивна работа да направиш, мораш да лобираш кај политичари да помогнат. Да, тоа е точно. И веднаш добив поддршка од неколкумина. Филип Петровски вака ги рашири рацете и ми вика, кажи што да направам. Јас секако, бидејќи е првин идејата на Иво Јанковски, му разговарав со Иво Јанковски и му реков вака, викам ќе се обидам да ангажирам што е можно повеќе политичари и сета таа иницијатива како петиција или не знам каква форма да добие, бидејќи не се разбирам, не сум активиста, не знам да ги работам оние административно NGO-вски тие работи, викам на крај на криштата тој проект ќе ти биде доделен тебе, ти само ако дојде до тоа напрез да го обелодениш. На начин само викам, али цело време зборевме, внимаваме да оние савети на мртовци, на мудраци, на Струшките вечери на поезија, едно херметично друштво кое никој не го разбира по кои критериуми, си имаат они своји критериуми кои се ги бираат. Викаш кои ги бираат гостите? Ма не име гајле ништо тоа, дали тоа има некаков импакт за Македонија светски или не знам било каков. Важно да едноставно они си го истераат својот филм, државата да им исипе пари и никому ништо. Ние сакавме, бидејќи можевме да направиме, најголемата фрка што ја направи е доаѓањето на Слободан Милошевиќ, кога дојде таму, па сите медиуми, па вика, у кој сте ви републици овде, и тоа беше работата. Да, си отиде таксито и со силни чекори идеме напред. И како да се возврати? И сега се јавив кај неколку политичари, се јавив кај еден врвен политичар, нема да го именувам, затоа што ми е близок пријател, али повторно ми кажува дека суетата не е само таа, туку и од оваа страна. Му викам вака, господине, толку голем, дали би сакал да ме поддржиш со оваа и ваа идеја на Иво Јанковски, која резерект уште од 90-тите години на 103. А овика, па ја 5 години тоа го правам, разговарам, овие не ме слушаат. Шмелцот кај бил добро. Спуштам. Не, знаеш што? Тоа е она идеја која ќе станеш некој нешто и кој ќе те удри на его, дека ти си сега моќен, дека си добил титула и го зимаш тоа како да ќе трае цел живот и дека само така ќе биде до крај. Знам, ама тоа го прават не баш паметни луѓе. Што највише ме заболе? Зошто јадам бурек? Затоа што сум писов. Затоа што денеска доби Нобелова награда за литература. И прво му вртам на еден пријател. Ти имаш шутнато идејата и Алек ми вика, па тоа е глупост. Па тоа е глупост, она вабота. Викам, извини, што ти се јавив? Не, он бил друг филм. Да, вика, јас сум од другата страна. Ја не го признавам него за поет, ја не го признавам за ова. Значи, ја не морав да идам никај старци на оние предумирање, доволно е да видиш. И повторно, само еден филм да ти кажам. Еве, друже, пошто си машко, како моја совест, ти кажувам, немој у живот да се закачиш со поетеса, да имаш интимни заеднички односи. Деловно службени и општествени само или деловно приватни? службени и тие избегнувајќи. Немој со поетеса. Многу троши. Да си троши женско, психа. да бев женско, да си моја женска совест, ќе ти речев истото и за маж.
Бог да чува и да брани. Затоа што кога тешко е. треба да си ја решат проблемот со емоциите, а не ќе можат во директно очи во очи, они си се враќаат у собствениот филм и ти повторно си оној кој не може да разбере, плиток, дебил, ово она, Знаме, а они така, се ама во добро, емотивните најлесно е. длабочини и повеќе им е филмот на страдање собствен, одошто на реално Само екстровертно казнување, наместо да. прифаќање. Ама тоа Значи- таа е вториот чекоре тој. Боб Дилан доби Нобелова награда за литература. И криво ми е, и писов сум, затоа што од 90-тите... Таа вибрација пред 15 години била пратена, ти си ја добил. Битно е Идеја и другија феноменална добиле. на Иво И Јанковски. другија добиле. Ја Браво немам за Иво. суета. Така, ја го зборев овакво. Ама не ми е суетно да кажам дека е тоа идеја на Иво Јанковски и дека максимално го поддржувам. Не ми е јасно до толку ли исчезна квалитетот на луѓе кои го слушале Боб Дилан да не свртеа телефон макар у местна заедница. Абе, слушај, дај да направиме петиција 5 души да испратиме. Било како. Не, добре. Медиуми, кој бе друже? Имаш и Музички уредник нема во ниеден медиум, радио и телевизија кој се разбира од музика. Све се тоа дегени и дебили. Ако не го бива за политика и да застане со микрофон пред овдека зградава на владава, што ќе кажете? Онда, брат, За жал, тоа чекај, има нема предност. со што го бива, тури го нека пишува за музика. Да, бе, да. И Куртони пишуваат за музика. Никој не се разбира. После сакаш сцена, сакаш ова, сакаш она. И ќе Да, ми немаш- напише сега некој ќе ми стигне. Што па ти се разбира? Точно, ја не се разбирам. И пак повеќе знам од тебе. Зошто? Затоа што со кеф го правам тоа. Имаш бе ти музички уредници кои не слуша музика дома. Имаш Тоа ти е Шнајдер што не го интересира. Имам една колешка од друго радио со која немам комуникација, радио колешка која се става импланти во градите, вештачки цицки, која ти збори Но, по тој цел не е ден за толку лош. музика. Музика не слуша дома, бе, албум нема. Не слуша дома. Лошо. Не слуша. Бог да го Тој е прости. спортист што не вежба. Бог да го не оди прости. на тренинг. Еден од последните големи и добри музички уредници, Бог да го прости, Диџеј Бабура, Нека му кој лесно знаеше знам. што збори, што пушта и на радио и на ово. Денеска, единствено радио кое можам во кола да го слушам, затоа што има добра музика, не знам кој е. Стварно не знам, еве ќе ми кажеш ти као советски трансцендентално ќе отидеш спортско радио 89,5. Музика Не супер. сум проверил. Значи која ќе почне да пушта, која ќе фати 80 или 90, како јас да сум у кафана, јас да сум зад микспулт, или јас сум у кафана и се пушта нашата музика. Блок 90, блок 2000, како ги разбира тие Знам работи? си, има приказна, тоа не е случајно, Има ти приказна. знаеш, ама вака да го Ете, се симплифицирам. нашол, ама човек што се разбира во музика. Некој што сака да сподели, види, тоа ти е исто како Па тоа е исто како кога збориш. Знаеш дека 80% од луѓето зборат, а не прават муабет. Тоа сигурен сум дека си го приметил. И дека тоа што е добро е полесно да го бутнеш отколку да земеш поука од него и истото да го направиш уште подобро. Тоа не е само веројатно ехо на твојата совест, Јанко, и не Види, е ова само би околу требало нас, да биде али притиснато од двете страни и од напред и од назад. И за да излезе со во цела своја убавина, така викаш? Да, во добри вибрации да ја блесне светлина, да го блесне ликот, да се озари малку. Една мисла, Бидејќи менува гледаш се. дека се работи, гледаш дека има фрустрација, споеност, рабни веѓи, знаеш, оној остар поглед и кој Глупо се е ти да кажува. стои, така. Да. Значи, не е, види, Потребно интензивно, држењето јако кажува. и добро. Се кажува дека има потенцијал. Голем потенцијал. Каква зимска приказна ми помина вака сега по твојата глава, бидејќи иста глава имаме, а различни магацини за Види сега, ја товарење разбирам, простор. сокот од простатата делува Значи- на хормоните, а хормоните на мисловниот процес, а мисловниот процес секако делува на душевниот, а душевниот се одразува и на подсвеста. Елка, снег, дрво, колиба, ладно, топло, джемпер, кебе, камин, убава топлина, ти текне не парно, него таа убавата топлина од кјумбенци или што и да е. Па ти си као Кошта- совест многу пристојна. Ја како Не, па не чекај, совест сега кај се одиме мене натаму. е Ајфелова кула, столбот во Вашингтон, гейзери експлодираат, млеко се истура на улица Цистерна. Добро, али као филинг, Вулкан. нема го имаш и на шапка истото, бе. И вулкан имаш, али редоследот е Вау, не сум знаел дека сум молку обратно. романтична душа. Значи, имаш дури и закачалка.
За да Мојата се подсвест- закачаш, а да не бидеш лош. Мојата подсвест е подобра личност од мене. Имам изожива подсвеста. Не. Сум ми раскинал на подсвеста. Кај ти е подсвест? На работа ја прати. Брка некои фактури, а не кем тоа да го правам. Ами види, од кај знаеш што е свест, што е подсвест, што е напред, па што е назад. Ја не викам Драга за да се моја збуниме. подсвест. Само викам Дали имаш некои дека проблеми еден со без друг извршители? Не можеме. Значи актуелен. Бег. Најновата топ листа моја е од Бег. Друже совест. Не е страшно, нека живеат. Ке ти дадам еден Facebook профил на една Ајде. извршителка, која работи ка извршител. Мора да е добра таа Не, комбинација. брат, Викторија Секрет со метла да ги изметеш. Ама ти не знаеш. Види ми ја подобри сега мислата Ама ти вака. не Чекај да знаеш. Контактирај ме Предпоставувам. кога ќе заврши овој Добро, on добро. session да ти испратам линк бидејќи фотографиите ги дава. Фотографијата кажува, го раскажува ова што го зборуваш, го раскажува. Брат, не сум видел ништо слично. А човекот е Старо свесен дека магаре го сум- има или не? Јас сум ти како исповест Маторог Јарца, признавам тоа. Знам дека се однесувам како Буковски, ама да ти кажам, такво биче. Такво биче, не суштество, биче. Да. Такво биче. Таква конфигурација. Значи, размер, Таков израз. златен размер, енергетски набој, све. Ја не знам зошто она не е лото, девојка. Добро. Зошто не покажува временска прогноза. Затоа што таа за 3 месеци ќе заработи милиарди и нема да остане тука, ќе иде не знам каде. Нема веќе да биде извршител. Види, многу е Таа у битно. Милано ќе заврши на модна писта. Ама Ќе биде вршител, а не извршител. Али што да ти кажам, драга моја совест? Тоа ти е некако неамбициозна нација сме. Немаме амбиции. Не бе, многу се срамиме, бе. Ја и ти Многу да го- се срамиме. Многу се срамиме, многу ги компликуваме работиве. Мислиме дека знаеш што ова искрено го размислам. Треба малце по Дојде типот од комуникативно Пиер со себе. Карден, од Пиер Карден во Скопје. Нашиот човек. Не. добро. Од Пиер Карден дојде овдека, не знам по кој повод што, им вика. Гледам убави жени, никоја не става црвен кармин. Зошто се плашите да ставите црвен кармин? Не бе, добро, тоа е тоа. Гледаш ти жени со црвен кармин? Ајде Не, да све се ова. поттикнеме. Знаеш другаркине наши со прекрасни гради и прекрасно тело? Ке се облече во хаљина со убаво деколте, со минјакот и кога ќе седне, покрива со мантил и ќе ги скрсти рацете, шал ќе стави и го крие. What the fuck? Па облечи вреќа бе, не искачај Не, бе, така. Кутија за машина за перење. Како? И се ќе покрие и како да не сте таму. А вистина е, види, за да кокетираш со себе мора малце да се сакаш, а за да се сакаш треба да си веруваш. Еве, ја ве потсетувам као совест, верувајте си, докажано е дека сме згоден балкански народ. Значи сакате физички, сакате индиски, сакате по систем на мешање на гени, сакате езотерично, сакате најново. Тамо кај што се меша водата ги има сите елементи. Имате и железо, имате и минерали, и имате... Бе, убави сте, едноставно дозволете да уживаме во вашата убавина малце поотворено. Абе, црвен кармин се срама да стават. Плюс знаеш Абе, колку е црвен добро кога кармин. ќе сретнеш некој што знае дека е Абе, згоден. црвен кармин. Тоа како се надоградува? Еве, Океј, еве сум вака, приметил како- со најблиската особа со која сум интимен. Значи, многу е храбра, феноменална. Добро. Сваќам кога сме насамо, дури тогаш ќе се охрабри да се направи Јасно, ете малце јасно ми е. role playing. Да си влезеш во улогата. Па Викам, добро, вака ама тоа треба да искачаш почнеш на да- улица, бе. Така. Ама добро, види, може интересно да се игра. Значи, ја не викам да не бидете храбри, ја викам да бидете храбри. А играјте си со денот. Стравот ќе не доведе до бурки, како што тоа го направи. Стравот е тапа состојбата во која може да си се ставиме сами себе. И таа само казната што се пишуваме. Кој ќе речат жените, што ќе каже средината, комшиите, ја не сум таква, ама заради комшиите средина. знам, добро. Не, тоа збори стравот. Да. Бидејќи, што ќе кажат комшиите, апсолутно не е важно. Тоа било важно кога можеле да те запалат на ломача. Така и кога одредуе кој со кого треба, како што да ништо прави. не ти значи. Тотално. Апсолутно ништо не Дури ја значи. мислам дека комшиите и стрикни ќе бидат. Страв. Затоа Сега. ние не сме предприемачи, затоа не сме храбри, затоа не сме. Имам неколку другари кои завршија курс за систем администратори.
Добро. Знаеш ли дека тие луѓе, Microsoft Certificate, од 19 години имаат по 2 до 3.000 евра плата. За 5 години имаат свој стан и своја кола. Се купува нова кола со такви инками, фала Богу. Бира, и сега пази. Го викаат Телеком Барселона. И он вика, не можам Шпанија зимно време, некако ми е... Тука ќе остане. Знаеш, нема да си помогнеш ни на себе, ни на земјата, ако не направиш исчекор повеќе од она што си. Ако на 25 години не се осмелиш да отидеш и да преспиеш вечер во Хајд парк, било каде, нема да те остави кармата така. Со опасност да те депортираат назад, so fucking what? Види, опасноста е да те депортираат назад. А са Бајлево, ако не те депортираат, каков injection fuel, мега филинг е одличен дека си ја победил. Ноќите идејата пред тебе и дека е нов ден. Зошто од македонци нема никој со Нобелова награда? Добро, тука има и врска бројката. Може да сме малку, но не викам дека тоа треба да не оправдува, напротив, тоа треба да е предност. Сега, кога ќе се случи тоа? Дали може да се случи? Нобеловец и Обама, него пријената му. Значи, тоа истото ми го рече Алек денеска. Тоа е вика Нобелова награда за Боб Дилан, исто како Обама за... Има, не, Нобеловата награда има разни сектори, да не го мешаме. Значи, збориме за... Имаш луѓе што размислуваат. Еве и ти ги сретнеш, знам, скара соларна скара, имаме изумител кој што си продава интернет и немаш да постигне производство, прави скара на сонце. Или смарт громобран. Смарт громобран, лудило, како изгледа тој смарт кај тебе го гледав. Значи ја би си оставил кола, што ти зборам? Ја дома да ми седи како украс каков. Значи таков седер, некој луд. Уште да врти, па врти тоа ако го дува ветар. Такви луѓе, ја обожавам да прикажувам и да ги носам успешни луѓе. И сега ќе направиме кратка пауза, мораме, а второ да ти кажам, има шанса. Има некој кој става црвен кармин и не размислува кој што мисли, туку гледа со победнички менталитет. Но за тоа веднаш по рекламите. Нема више лузерски. Нема више оправдание за лузерите, па кај средината, па не таласа и така на. Не е средината. Младиве деца, македонската јуниорска репрезентација до 21 година во фудбал направи револуција во Македонија, не само во спортот, во менталниот склоп. Motherfuckers, нека ми писне сега некој зошто е неуспешен. Значи, ако Дечурланова можеле да успеат само затоа што се трудолюбиви, кој дебел газ вас ќе ве оправда што не успеавте во животот? Ама не, Франција јака била Франција. Државата не ми дала пари, не ми направила работа. Мал пазар, не можам да најдам ова, не знам, ова ми фали, како се вика, Франција била многу јака, ја ти гарантирам дека овие деца немале 10-кратно ништо подобри услови од што сениорите, од што јас, ти, било кој друг услови за работа, па сепак успеале. Нова матрица, не го имаат комплексот на старите, да не ми се навредат, меѓутоа во оваа група и да се навредат. Оти време е старите да се навредат, затоа што старите наместо да бидат пример по кој ќе се водат младите требаше да ги заебат, да ги откачат старите и да си размислуваат како што треба. Ете, тоа е генерација што е успешна, а не ние. Вие сте лузери, бре. Лузери сте. Седи у својата скапаница југо. Ете, ја немам ништо, не сум успеал. Државата не ми да. Не ти чини тука, не. Што не отиде у странство? Ама ја неќам бугарски пасор. Извади кинески пасор го ведо едно. Ама ја сакам Македонија. Fuck you, Македонија не те сака како лузер. Што ќе седиш овде ќе кукаш за социјална плата, не си земал плата, па ако не ти чини. Едно што научив, драга моја совест. Месец дена не добијам плата, си ги пакувам парталите. Плачам, посрано страв, ми се цеди од ногавиците, али идам било каде, затоа што ако дозволам вака, нема крај. Ќе те заебаваат цел живот. Ти влагаш у соба кај што смрди, не е убаво, не е пријатно и не знам што, еве по пут. Абе, спијат у такви соби. Тоа е линијата на помал отпор. Тоа е стравот. Лесниот филм. Страв. Неќе црвен кармин да стаи, да каже јас сум убав, паметен, добар, јас сум свој човек, еманципиран, се борам за своето. Ако спијам на клупа, ќе спијам на клупа. И нема да идам да протестирам, да фрлам куртони со боја. Ја идам да се борам за својот живот.
Ја нема да ја помогнам на Македонија што ќе идам, што ќе протестирам и што ќе се ебавам. Ја на Македонија ќе ја помогнам што ќе си помогнам на себе. Стани бе милиардер, совест моја бе. Да, бе, да. Стани милиардер. Еве еден од начините. Колку повеќе не знаете компјутери, толку сте подобар иден работник на, како се викаше, прилепската прилепска фирма на Самак. Добро. Нели има и факултети, фирма и сето тоа. Да. Ова само како со идеја. композитни материјали што така работи. Значи, производите на луѓева од прилеп се шетаат по Марс, по ако да не навлагаме у тие теории, Така. но имаат спейс програма. Зошто Самак стариот што направи? Значи, никогаш не факултет- порасна никогаш не порасна со ментален склоп. Човекот беше гостин кај мене, се сеќаваш, Сигурен совест сум, моја. не, тоа е еден добар пример, тоа е добар пример. Човекот ми вика со срам, почне да ми збори за композитни материјали. Среќа, ја по општа култура заради Формула 1 научив што се Именно, композитни именно, материјали. именно. И човекот привепно се изненади некој новинар да се разбира од композитни материјали. Не сум најпаметниот, ето од општа култура Не, заради ама спорт, заради Формула 1 научи, кога почна да ми објаснува. И знаеш ли дека Мете човек кој машинопромет ги надминал тие фрките и за него било приватизација. И он бил у Југославија, и он машинопромет, бил како у се не знам што. Кој? окей. Господинот? Да. Самаковски... Не, Самаковски, ама фирмата. Микросан. Микросан. Да, Микросан. Беше и под бојкот, под присмотра на американците Така е. и бараше да се Така е. бојкотира. Затоа што можеа единствени покрај Соединетите држави да произведуваат резервоари за ракетни системи. Баш така. Тоа е, Уствари, можеш он ли бил да под бојкот замислиш? затоа што бил конкурент на некој француз тама, не 3D знам, принтер, они го има некој. со ласер уште пред 20 години, само никогаш не го нарекува 3D принтер. Машини кои се склопувани во прилеп го плетат новиот Боинг. Го плетат буквално така, вака кажано за да си го Роботите. капираме, да, роботите. И начинот на плетката на материјалот на волницата која што после лета и 50 години летаат тие пловила е во прилеп. А да не збориме за паметниот громобран. Ама тоа е Да не една, збориме ова е една за од тоа. опциите. Значи не размислуј косите, стај Кармен, баш дека сите немаат Кармен. Човек свој 60-70 години од Колумбија. Уште Потсети ме. 70-тите, 80-тите години правел робот кој се движел овдека на електромашински факултет. Знам со брада. Робот со помош на мисли. Тоа е веќе, Беше тоа е гостин веќе. кај мене 15 години пред било кој у светот да го прави со ЕЕГ систем Да, се придвижува. Види, секоја мисла е струја. Ја останав џашен. Ова е Знаеш можно. ли каков придонес имаат македонските научници во компјутерската технологија и роботиката, компјутерската технологија и програмирањето? Ова е само како За идеја, глава се фати. може ако сте во категоријата што ја дискутиравме претходно, лузер, касни плата, не ме бива, нема општество, не знам што, може сето тоа се пораки. Нема проблем. Пораката Види е сега, тука. можеш да не мразиш, вечер ќе Глеј. отидеш на цеца, ќе дигнеш раце и ќе се усвиниш тоа е кога најлесно. ведо, Тоа е ќе легнеш најлесно. у некој ендек и орли Затоа ќе што те сите јадат. прават така. И тоа нема проблем. Океј. Океј, идеме јас и ти да се начука. Има тука една кафана цеца, брат. И ќе ни пуштат топ Цеца, е. Знаеш како ќе се опаметиме, малце алкохол, Како се вика одлично. точка ова? Како ќе се вика? Ова ти е еден голем прашалник. Голем прашалник. Тоа беше се за денеска, драги мои пријатели и пријателки. Благодарам што бевте со нас. Идниот четврток повторно јадење бурек, јас и мојата совест. Идеме да ја гушкаме коалата. Се пакувам кај тебе. Абе не ме стаја тука блиску до увото паркиреме. Добро. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски од 17 до 18 часот.